Видите, тоа не би го толку како амнестија. Тоа е помирување во делот на она што беа настаните од 27 април. Како помирување, да кажеме, тие случувања што се случија во собранието, да се дојде до едно решение, консензуално решение, да се опрости еден на друг и да одиме понатака, односно да можеме понатака да работиме во делот на измените на Уставот. Тоа е како една порака на помирување и за тоа и за Уставот да се оди на донесување на одлука на Уставот, односно почнување за измени на Уставот, затоа што ова е прва фаза сега што започнува измени. Кого се однесува помирување за конкретно пратениците или пак за сите учесници од 27 април? Па сега се однесува на сите учесници, се однесува нормално на пратениците не напаѓаат. Зборува за подавање рака од лево на десно, зборува за пратеници. Лево десно збори дека има дел од опозицијата и од позицијата може некој не сака да помирување, ама не он предлага да има такво нешто. Ево, ние прочитавме изјавата и на Села. Села вика дека он не се согласува со такво помирување. Но тоа е предлог на Заев, тоа треба да се прифати од сите. Господин Јакимовски, премиерот Заев нуди некакво помирување токму во момент кога се обидува очено да обезбеди двотретинско мнозинство за тие уставни измени. Како вие толкувате оваа изјава? Зошто баш сега му текнува? Па, нека ми извини ценетиот медиум и граѓаните, меѓутоа неговите панталони се спуштени. Да не бидам вулгарен, тој е спремен многу повеќе да даде отколку амнестија и помирување. За какво помирување тој зборува? За циркузот со што тој што го направи? Зашто е обвинет Јовановски, глумец? Зашто е обвинет Дурловски? Зашто е обвинет Борис Дамовски? Зашто влегле во собранието, пеели, држеле говори? За тоа ли го направија обвинението тероризам, за да може сега да нуди за ваква ситуација? Ако збориме за злосторничко здружување, еве ни го злосторничко здружување на дело. Меѓу политичари, обвинители, судии. Им накалемија на луѓето тероризам, за да може денеска да ги оценуваат и за да може човекот во ваква ситуација да нуди. Значи, кога збориме за злосторничко здружување, ова не е злосторничко здружување пар екселанс, каде што се игра со човечки судбини. Ние имаме судска пракса. Ние точно знаеме кога некој некого удрил, внимавајте добро. Оној што пукаше во министерот за здравство, Никола Тодоров, значи тој пукаше во неговата глава, Тодоров избегна благодарејќи на условен рефлекс што го тргна пиштолот од глава, неговите очи значи беа цели со барутни честички, не можеше да гледа. Значи неговата смрт беше готова, човекот доби колку? 7,5 години. Овие што го тепаа Села добива 13 години. Ако они било обид за убиство, Села беше во безсознание. Ке го стисне, ке му прекинеат довод за кислород и завршено ке беше, ако некој сакал да го убива. Значи, ова е една цела исконструирана ситуација за да дојдеме, за да судството, обвинителството, цел правосуден систем во државата се употреби за една ваква еднократна употреба. И оно што е најстрашно, на ваков ганстерски, шибицарски начин, на ваков криминален начин, со уцена на луѓе, на пратеници, со подкупување, да продаваш име.